Почитувам председавач, благодарам, ми отворихте неколку можности. Прво да ме прашаме на работа. Дали сте вие адвокат на почитуваната заменик министр? Ја на крај рековте го подржавате амандманот и ви благодарам. Ќе го почитуваме тоа. Ама цело време браните заменик министр. Шо у суштина зошто? Убаво си кажа, не го прифаќа. Граѓаните ќе си ценат. Зошто? Сега заменик министрот е една работа, ама колегите пратеници не прифаќат. И тоа веќе друга работа, секој ќе се одговара према територијата таму каде што го гласале. Која е разликата меѓу нас и Социјалдемократскиот сојуз? Вие рековте дали има потреба, сега го подржавате, а дали има потреба за такви мали проекти да се прави таму толкава инвестиции или сега е ова локално или регионално ниво? Значи, Социјалдемократскиот сојуз нити локално, нити регионално, па нити автопат, па ништо не прави. Разбирате ли? Значи, буквално ништо немат направено. Не се една работа. Која е разликата во однос на ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот као коалиција? Ние, Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата нормално, ВМРО, ДПМН и коалицијата нормално. Ние не ги направивме сите резултати сами, имавме тука луѓе од сите етнички, да речеме, заедници и партии кои ни помага. И ние тоа го признаваме. И тоа заеднички се договараме. Дали во тој период биле Дуи или бил некој друг, така Ратум или од турска или ромска партија, независно. Тогаш сме градале заедничка програма. Сега има една слична ситуација, дел од тие партии се со вас, ама ништо не се прави. Сакам да упатам една порака кон останатите политички партии, да знаат каде се, кога се во коалиција со некој, и што се создава и што се прави. А каде се, кога се сега и ништо не се прави. А тоа ќе оди на штета на нив. Разликата меѓу вас и нас е следната. Ние како ВМРО, ДПМН се грижиме за секој човек, за секоја педа македонска земја. Ќе ви докажам примерот. Ако вие се одваживте и го прифатевте овој амандман, ќе ви кажам што ќе заокруживте. Ми испровоциравте, господин Панчо, сега ќе ви кажам една работа. Дали сте чули за Срчијев? Таму имаше Гинисов рекорд за правење на графче. Една работа многу така интересна, меѓутоа зошто да не се спомне. Црквата Света Петка и така натаму. Таму се направи пат се направи таму. Значи зборуваме сега за тие неважните села. Земјоделската партија на ВМРО, ДПМН се грижише за секоја педа. И за човек дали има еден или двајца. Од тука натаму продолжува Врсаково, комплет асфалтирано. Од тука кој ќе тргнеш од Врсаково према Судики, едно од најубавите места во Штип. Со многу цркви, кој ќе погледнете од таму, како цел свет да го гледаш. И до таму пат. Тука се укрстуват неколку моменти. Гасоводот, кој некој мислише дека нема никој пат да биде, помина. Сега, кога требаше таа вториот дел да се направи, застана некој тука не го прави. Тука е далноводот, ви кажав, електричната енергија која е многу студиозно некој го направил за да ја побрзи Македонија и да загарантира електрична енергија и со Бугарија и со Србија. Тука е, ви реков, и во уцевкувањето на водоводната мрежа. Сериозен еден преку 1 милион евра, мисли чини скоро 1 километар, мислам дека 5-6 километра е таа делница. Што се значи на еден микродел, кај што викате вие дали е важно или не, а таму имаме многу важен дел, затоа што ако видите по жителство нема многу, ама таму се одгледува, земјоделска површина се прави, стока многу се чува, ги хранат штипјани. Тие луѓе толку како што се. Јас не знам дали знаете дека таму тие луѓе имат извоз во Катар. До Катар е пречуена Врсакова. Ама некој им го овозможил тоа. И помогнал, ги субвенционирал, им помогнал, им направил. И сега дали било важно Горна Тројгица? Абе најважно на светот е за мене. За мене е најважно. И ако друго, се вратиме од кај Балван. Сега чака, ви ги кажувам за да знаете за што се работи. Па имаме Горни Балван. Свети места, таму има историски личности кои на времето се бореле за оваа држава. На некој начин некој ќе ја продаде сега така толку лесно. Втора работа. Значи, таму имаме сериозна инвестиција. Сега само да ви кажем една работа. Таму има уште еден многу капитален проект. Не знам дали знаете. Штип Кочени. Токму тука поминува. Ако беше владата на ВМРО, ДПМН, до сега 10 пати ќе беше готов. Така да, сакам да ви објаснам за што се работи. И ако кажеме сега дека ни треба уште Долно Тројгирци, Горно Тројгирци, јас не барам ништо повеќе. Ако едната влада направила
100 милиона, ако ги земеме или 100% или 90% вложила во нешто, вие треба 10% да направите. И тоа не го давате. Толку е разликата меѓу нас и вас. И господине Панчо, една работа лично до вас. Вака да ви кажем на работа. Вие се одите по патот да Миркапија Смоквица. Кавадарци тука минувате сте одели за Гевгелија. Нек ни му кажа вчера и на почитуваниот колега ваш преседавач Драган Цуклев од мојата партија. Вас ви е лесно, ви се направи патот, со свирки со музики независно, се направи и таму заштитата ограда е направена перфектно. Кај нас сакам да алармирам, при Министерство за транспорт и врски, пред 5 месеци реагирав, кај министерот Сугаровски да се направи, уште имаме километри не поставена заштитна ограда. Знаете што значи тоа? Кучиња, мачиња, не знам, волци, абе мечките ќе низат. Се смеат. Значи, ако не се реши тој проблем, патот ќе има сериозен проблем, луѓе може да загинат таму. И друго да ви кажем, и таа делница што е направена, само за ваша информација, бидејќи таму гравитирам работа, некаде 30 сантиметри под мрежата не е покриен. Значи, слободно тука може да се минува кој колку сака. Така да кажете им таму на надлежните министерства дека не им е квалитетно направена работата. Сега, на господин Панчо Миров му е лесно, заштитен пат надолу, му се направи патот, се закасна една година, се свиреше свирки и тупани, независно. Кај нас не се заврши. Пат што ви го направивме, направен цел готов, единствено требаше заштитна ограда да ставите и таа не ја направивте. Тука е разликата меѓу нас. Ние сме ВМРО ДПМН. Партија од народот и за народот. Се грижиме за секој човек и за секоја педа македонска земја. Сакаме да ја помогнеме, независно дали ќе било тоа некаде во Плачкевичкиот регион или не знам во Соговијата или Малешевијата или не знам каде. Ние сме таква партија. На вас ви останува шанса да го направите ова, да го направите, да дадете пари за ова делница и со тоа да речеме на луѓето барем малку од малку сме решиле некои проблеми. Благодарам.